Председателскиот кандидат, поддржан од СДСМ, Стево Пендаровски, изјави дека наводно е следен од странски служби блиски на опозицијата, кој ги забележал откако наводно се возел со своето југо на водно, кој го пријавил во анкетниот лист. Штом иден председател на држава изјавува за одредени индиции, алудира на одредено следење од одредени служби од опозицијата. Како што изјави Пендаровски, тој ги забележал одредените странски служби како го следат откако секогаш истите одредени двајца луѓе се појавувале да му помогнат да го турни старото југо кое го вози 20 години, а евидентно има проблем со палењето. На почеток, ова му делувало како случајност, но потоа сватил дека е следен откако истите одредени оделе по него додека тој го возел југото. За сега, тој не открива дали го следи и одредено жолто комбе. А додека Пендаровски е следен од тајни служби, неговата противкандидатка Силјана Гордановска не ја остава случајноста на ништо, па таа сама им кажува на граѓаните каде се движи и што прави. Над нас небо и се прашува каде се нашите проблеми? На земјата или на небото? Како што велат експертите кои не се сигурни кој независен партиски кандидат ќе победи, но доколку се случи Силјановска да изгуби на председателските избори, таа сигурно може да стане победник на струшките вечери на поезијата, што е вин-вин ситуација за неа. Се очекува на крајот на кампањата таа да издаде и книга со незините најдобри поеми за проблемите меѓу небото и земјата.